Моето пътешествие е низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија ете ме донесе во Полошкиот регион, во неговиот рамничарски дел. Овој пат решив да прошетам низ оваа регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за оваа регија, чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, заклучно со денешново наше современие. Намина во атарот на општината Гостивар, една од двете општини кои припаѓаат во Полошката котлина, поточно речено во селото Галате, е едно од неколкуте населени места кои се распростилаат во рамничарскиот дел на Горно-Полошката регија. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощне рано, во утринските часови, на сам ден на македонскиот христијански православен духовен празник, Успение на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Голема Богородица, патронот и заштитник на селото Галате, чие име од памтивека го носи нивниот манастир Успение на Пресвета Богородица. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше летен. Небото кристално чисто, сонцето што току беше изгреано над плодната Полошка котлина, каде што селото Галате раскосно блескотеше под зраците на полошкото сонце, распослано во непосредна близина на рамничарскиот тек на Врапчиска река. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите? Драги мои, имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Галате, низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите галатевчанци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот, а другата е поканата на моите домајќини, мештаните до ова село, да присуствувам на прославата на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, манастирот Успение на Пресвета Богородица, кое празнување се одржа во манастирскиот двор на 28 ден од месец август 2018 овогодишно Господово лето. А иначе ова сега село Галате, на Галатска река, на крај на селото, и го држиме како заштитник на село. Имаме уште една црква. Таа црква се вика Свети Никола доле. Имаме на друга Света Петка доле, те имаме топли извори, направиме едно црквиче, ама со конфликто се раздуши. Имаме кум со париче што ќе се одржават за цела година до утрешен ден, денеска сме, значи, пред Богородица, до утрешен ден одржаване на црквичето, значи, за здравје. Кому ќе падне цело село, се прозиват по ред, по куќи кои се селово, и тоа го преземат
кому ќе падне паричето за црква. А кумови се пријавуваат 1, 20, 30, 5 доброволно за давање ручек на сите кои што ќе дојдат и мештаните. Да не забораваме и мештаните, сите се добро дојдени на софрата, од кои ќе има казани, ќе има послуга, ковари и све тие работи. Ќе има што Бог дал, салатичка, ракичка, што Бог дал. Ако е во петок, даваме посно. Грапче и риба. Грапче, помфрит, кој како ќе се организираат, главно посно. Кој е масно, пилмаджа или нешто, грапче и така се води уназад скоро 11 години откако пред да стапат овие сега младиме. Символ е трите даба на ова црквиче, каде што негде старите говорат над 450 години се стари. И тоа ни е еден символ каде што се обележуваат црквичето на овој ден, тука е прекрасно, и може да се видите самите луѓе кои што идат. Имаме стари гробишта тука, уште од тамтика, каде што са ти обележено тоа црквиче што нашите предци. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Тој даб не земе има уште понатаму. Два даба од коренот влагаше водата во самата црква. И идеме на Велипето Балаклија. Беше селска слава. Сега ова е направиме ние поново сега со младите. Али го трна. Реновираме, намесиме да тренам го направиме како мини манастир. Тоа е овие дабови не. Тука има некои гробишта. Има гробишта тука некои за време римјаните. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Кумови се пријавуваат 1, 20, 30, 5 доброволно за давање ручек на сите кои што ќе дојдат и мештаните. Да не забораваме и мештаните, сите се добро дојдени на софрата, од кои ќе има казани, ќе има послуга, ковари и све тие работи. Ќе има што Бог дал, салатичка, ракичка, што Бог дал. Заблаженешиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свештенство во Христа ѓаполство, за сиот мир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Овде се молиме, се молиме во името на Бога, во името на сите апостоли, во името ваше, Братска Мајка, Сестра Петра, простора на сите си грешни, во име на Сина и Светиот Дух, прощавајте сите апостоли. За овој град, за секој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во ни со вера. Додека се движев по речиси 3-километарското асфалтирано долго џаде, не сретнав и не видов жив човек по полето, некој нешто да работи во нивчињата и бавчите што се вели. Навистина не бев зачуден, затоа што тој ден беше празник и мештаните беа дома празнуваа. Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село, јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Навистина се радував што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваа и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано како што било некогаш така и сега.
дел од овие стари адети, обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од нив. Како што велат Љубе, Борче, Томо, Славе и другите мештани од своите предци ги продолжуваат адетите, обичаите, свадбите, крштевките, секое семејство има своја куќна слава, како што се Петковден, Митровден, Ѓурѓовден, која слава е тесно поврзана со формирањето на селото од пред речиси 800 години. Како по старо обичај, така и денеска, како и секоја српска-македонска летна православна слава, се чека 2 дена. Првиот ден се нарекува Заслог, а вториот ден е поделен на 3 дела, и тоа утринска литургија, ручек и патерица. Драги мои, ќе се обидам од збор до збор, од реченица до реченица, се да ви објаснам што значи заслогот, утринската литургија, ручекот и патерицата, исто онака како што ми ги објаснија и мене моите домајчини. Лека здравогодин денов. Полека доаѓа гостиве. Полека, како што гледате, музиката се спремнат, гостите доаѓаат. Сега ќе направиме на проверка дали е се под контрола, дали јадењето готово, дали музиката ги поставила инструментите. И полека почнуваме со обичаите. Дуриеве денеска и Света Марија, што се вика Богородица, и денот е убав, нема да заврни. Прекрасен, иако синојка прогнозите беа дека ќе има дожд, видовте вчера дека беше прекрасно небо, прекрасна забава, луѓето беа сите стречни, задоволни и денес кога се бајле повторно се тука со нас. Да се видиме зубоц добро, овој чујќи се вика во црковниот двор. Со задоволство. Ајде, повеле. Во минатото, летната селска слава започнувала со заслогот. Тој започнувал ден пред датата на која паѓа празникот. Поточно кажано, во попладнените часови, а вообичаено започнувал по прекрашувањето на пладнината, кога сите мештани ја завршувале подготвителната гостинска работа, каде што до завршувањето на денот гости во селото доаѓале од подалечните села и градови, а тоа биле блиски роднини и пријатели, каде што во првите вечерни часови доаѓал селскиот поп, кој по благословот над лебот и виното започнувала семејната прослава, додека утринската литургија се одвивала утредента на самиот ден на празникот, каде во селската црква доаѓало сето село, каде се одржувала селска утринска литургија, а биењето на камбаната означувало дека празникот започнал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, молим Сија, свишни мири спасение наши, Господи, Сија. О високо преосвещени митрополите нашего и откривај се во Христа братство наше, поежал святите се вода сим силою и действием, наитиме Святаго Духа Господу помолим се жени спослати, Господу благословени Јорданово, и освятите се вода сија, Господу помолим сија. Боже, защити не спаси, помилувај и запази не со Твојата благодат, спомнувајќи ја, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица, и секогаш Дева Марија, нека самите себе, еси од свој живот на Христа Бога, да му го предадеме. Господи, спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое, победи свет православни, христијану наши, на сопротивенија даруе, и Твое сохрањаје крестом Твоим жителство. Господу помолим сија, Господи се Христе Боже наш, да
blagoslovi го лепот виното и пшеницата и умножи ги со светиот Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест на светото што сте Богу Богородица ти ја принесуваме, Господи, оваа бедскана жртва. Држи ја табака. Во слава и чест за здравие и спасение. Спомни си, Господи, кумовите. Ајде, куме и минјата. Трпе. Југослав. Љубица. Тамара. Тијана. Господ здравие, куме, живи и здрави. Сите да се. Вака ќе отуриме во вакава, со света вакава ќе отуриме. Патите го сите за здравие. Свјати мученици, же добре страдалчествовачи, ти вечаче ся, моличе сјаком Господом, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, учеников радование, и же проповедь Троица единосушная, и соели мой дева имя во чреве, и роди Сына Иммануила, Бога же и человека, востоким я ему, Его же величающее Дево уважае. Ајде, куме, Христос посреди нас и есть и буде. Нека е стречно кумствово и славава Света Богородица нека е направи. Те си оподените лепчево имат паричи. Секому поедно. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не. Со Твој... Те може да објасниме дека вечерва покрај веселбата, покрај музиката, една група стари кумовите кои се за утрешниот ден имаат заангажирано кувар кој во овој казан ќе спреми утре ручек за сите добронамерни гости кои ќе учествуваат на утрешниот ден во чест на големата мајка Богородица. Че масите се поставени, тука ќе се сервира ручек за сите, значи има обезбеден преку 500 оброци, значи 501 оброк е традиција во нашето село. Значи све е спремно, рано е се уште за куварот, тој ќе дојде подосна. Сега ќе провериме значи натака дали музиката е спремна, како се поставени масите, дали скарата ни е спремна и дали просторот е спремен за прием на гостите. Со Твојата благодат. Господи, Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. и Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Oh, yeah.
Сега ќе се упатиме, значи музиката е спремна, кажа дека се спремни, дека вечера гарантираат екстра забава за сите гости. За сите, до помладите и постарите. Сега ќе се упатиме во просторот кај што се припрема, значи за сите гости, пошто вечерва нема вечера организирана, тоа се спрема за утре за ручек. Вечерва спремаме друга храна и ќе видиме сега просторот кај што спремаме храна и пиење за добродошлица на нашите гости. Ајде, добро вечер. Ајде, момци. Спремно е? Спремно е. Све е под контрола? Ајде, Караджин, главни. Браво! Како сте? Тупо. Подготвена ли е сканата? Жада чадит. Подготвена ли е сканата за гостите вечерва? Супер е. Што нудите, што спремате? Имат стек, пилешки, имат плескавици, имат кобасици. Ќе стаса ли се народот? Мора да стаса. Мора да стаса. Ние сме секогаш спремни. Значи, набавките имаме ангажирано да во секој момент, ако нешто фали, доаѓаат за 2 минути, буквално. Значи, е организирано, таа може да видите, значи, све е под контрола, пиењето е под контрола. Ручекот започнувал околу пладне, каде што секој домаќин давал курбан, јагне или овца. А патерицата, како дел од празнувањето, започнувала веднаш кога домаќинот ќе ги испратил главните гости. Тогаш ги пречекувал подалечните пријатели, но не се давала вечера, туку гостите се пречекувале на испраќање. Темек да не им замереле дека не дошле, не ги посетиле, затоа што во минатото, ако некој роднина, пријател не дојде на гости, точно тоа време била голема навреда за домаќинот. Добро дојдовте на овој прекрасен празник, на овој голем ден на нашата мајка Света Богородица. Значи, ние традиционално, нашата генерација е негде околу 70-тите родени, значи нешто пред, нешто после. Таа една група ентузијасти, научени од нашите татковци, дедовци, значи ние од мали деца, како и синојка што ви кажа, значи учествуваме во сите прослави. Значи ние секоја слава што постои христијанска ние празнуваме. Вака организирано, значи вака со голем број на луѓе, со естрадни уметници од познати, значи од висок ранг, го учествуваме на 28 Богородица на денешен ден, значи од вечер како вчера што видовте, така и денеска. И се што имаме ентузијастички направено, ние се трудиме тоа се сами да го направиме, бидејќи по сите барања не доаѓаме до поддршка за нешто поголемо и покрупно направиме. Но ете тој наш ентузијаст, веќе прикажете и некои слики од постаро време како ние ова сме го почнале. Значи ние сме затекнале едно помало црквиче, има запис, значи од Марко Цепенков кога проаѓал низ овие краишта, негде 1800 и некоја година, тој запишал и житието стоит во нашиот храм дека најстариот тогашен жител во тоа време не се сечавал, значи, на ниеден точен податок од кога постои целото, од кога постои оваа црква. Покрај трите цркви ние сметаме дека ова е најстарата. Ние сметаме така затоа што гробните места и тоа покажува некоја постара генерацијска. Можеме да се наврземе тука дека символ е трите даба на ова црквиче, каде што негде старите говорат над 450 години се стари. И тоа ни е еден символ каде што се обележуваат, значи, црквичето на овој ден, туека е прекрасно, значи, и може да се видите самите луѓе кои што идат. Имаме, значи, стари гробишта тука, уште од антика, каде што са ти обележено е тоа црквиче уште од нашите предци.
Додека присуствував на неговото чино началствување со вечерната литургија, за миг се присетив на моите сознанија за Света Богородица, дека е еден од 12 големи празници во православието. Дека култот на Света Богородица има значајно место кај македонците. Многу цркви во Македонија се посветени на неа. Тоа е првиот голем празник во новата литургиска година, означувајќи го почетокот на циклусот на човековото спасение. Стрихиите на празникот се полни со различни имиња за Марија, како сад на светлината, книга на животот и словото, источна врата, престол на премудростта и слично. Тие се засновани од изворната инспирација на Стариот и на Новиот Завет. На трите библиски извадоци паримии, што се читаат во вечерната богослужба, стапени се пророштвата за неа. Во оваа библиска земја Македонија се подигнати многу цркви и манастири, било да е тоа во прометните градови или пак во живописните краеви на недопрената природа. Многу од манастирските комплекси се подигнати на високи и непристапни места, далеку од човечките населби, близко до испосниците, изолирани во тишина и заскриени со бујна вегетација. Во сите овие манастири, ктиторите, неимарите, живописците, копаничарите и верниците ги имаат вградено својата љубов и вера, својата радост и тага, своето знаење, своите вештини, своите стравови и своите желби. Меѓутоа, зад себе оставиле објекти кои што останале молитвен дом за верниците, но и прибежиште за барателите на утеха, неисцрпна инспирација за создавачите, како и неодмирливо одредиште за љубопитните и за љубителите на манастирската тишина, на манастирскиот мир и на спокојството. Македонските манастири представуваат центри, односно извори и сведоци на македонското православие. Тие зрачеле низ вековите со својата духовност, меѓутоа зрачат и денес. Со сето свое богатство, со сиот свој раскош и со својата убавина. Тие манастири представуваат предизвик за истражувачите и со ширум отворени порти ги очекуваат да им ја соопштат вистината, да им ја откријат тајната која треба да биде запишана во македонската културна национална историја. Македонските манастири се гердан од бисери кои што гердан ја краси оваа наша прекрасна земја. Овие манастири, овие манастирски комплекси имаат своја специфична и уникатна градба, биле градени со повеќе катни конаци и со проширени и со издадени чардаци. Имале и своја слава, имаат и се уште своја слава, на која што слава луѓето од поблиските и подалечните места се собирале да запалат свеќа за здравје, да остават дарови за здравје, да се видат со блиски, роднини и пријатели, но и да се развеселат, се разбира. Овие манастири имаат и своја камбанарија. И таа камбанарија, оној глас што го пуштала, се разнесувал во околните места, ја пренесувал радоста на луѓето, меѓутоа често пати во деновите на робство ја пренесувал и тагата. Меѓутоа бил пренесуван и гласот на непокорот, на пркосот и на гордоста на македонскиот народ. Многу од овие манастири имаат своја специфична приказна, се одликуваат по тоа како се настанати по својата специфична архитектура, меѓутоа и по својата локација, која што обично била надвор од секаква цивилизација. Овие манастири со својата мистичност и со светата тајна представуваат уште поголем предизвик и поголем магнет за верниците. Нашите македонски манастири се вистинска и богата ризница, која што е богата со
многобројни фрески, икони, резби, стари книги и ракописи. Тие се репрезенти на националното богатство и наследство и на нашата средновековна уметност. Националното богатство и наследство, културното наследство практично се создавани или од генерациите пред нас, или пак се создаваат во сегашноста. Меѓутоа, тоа наследство има специфична вредност и важност за луѓето и затоа мора да се чува. Културното наследство влијае на идентитетот, влијае на нацијата, влијае на местото, на регионот и на државата во целина. Јас само ќе споменам во услови на специфична идентификација на националната свест во 18-тиот и во 19-тиот век. Како најголеми афирматори на нацијата се токму многобројните неимари и градители, копаничарите и изографите, кои што со своите неверојатни дела се вистински репрезенти на македонскиот гений. Сакам да потенцирам и една друга работа. Манастири се градели низ вековите наназад, меѓутоа се градат и манастири и цркви и ден денес, зашто сведочат многобројните нови манастири кои што зрачат со својата духовност и убавина. Она што е изградено вчера, како што се вели, треба да се чува денес, да се негува, за да го чуваат идните генерации. Или она како што е изреката вчера, денес, утре, од нив за нас, од нас за нив. И се така во вечна спрега. Значи имаме ние во Австралија, имаме во Америка, имаме, значи, па цела Европа имаме, меѓутоа еве денеска чуете многу дојдени се од Австрија, дојдени се од Австралија, дојдени се од Америка, значи сакаат и го бираат нивниот одмор да биде поклопен со август, да биде поклопен со Богородица, да дојдат. I da umrla neža, tu su čina svega.